Дојде мигот кога сите треба да се соочат со резултатите од катастрофалното речиси 2,5 годишно владење. Се нарекоа реформска влада и народот очекуваше реформи, очекуваше демократија, очекуваше владење на право, очекуваше борба со корупцијата и криминалот, очекуваше битка со непотизмот, очекуваше европеизација, ама таа не дојде. Единствената промена што ја направија е промената на името, најболната промена. Токму така, Македонија има прекрасно име, по женски роде, не и треба придавка, а пред вас стои токму жена, зашто на Македонија и треба жена, на татковината и треба жена. Јасно е зошто. Зашто ние имаме потежок живот од мажите. Треба да докажуваме дека сме добри професорки, покрај добри мајки, добри пријателки, добри другарки, и тоа не прави посилни и побогати. Сега дојде времето да ги покажеме способностите, не само човечките, туку и женските. Оти реформската влада има само 4 министерки од 26. Замислете каков смисол за родова рамноправност, нерамноправност. Победија и на локалните избори, ама само 6 градоначалнички се жени. Ако ги споредам овие бројки со нашето далечно минато, она насликано во химната на Македонија, не сме отишле многу далеку од Асном. Затоа се потребни радикални промени. Дојде време ние да покажеме дека ноторниот факт дека работиме 3 пати повеќе од мажите не направило 3 пати посилни. Сега таа сила ќе ја вратиме на државата. Сега таа сила ќе ја вратиме на Македонија, зашто никогаш не и била попотребна. А каква е сликата 2,5 години по придавката реформска влада и по придавката европска влада? Ниту е европска, ниту е реформска. Македонија е потоната во отсуство на владење на правото. Правдата е селективна, ја стига само опозицијата, а никако да допре некој од власта. Иако секој ден слушаме на тони скандали, криминали, фамилиарни вработувања, веќе и не знаеме што значи скандал во оваа скандалозна балканска земја.